Во овој подкаст Мирисот на книгата мирис на хиперсензибилно криптонски продорно женско перо со сила на Трамонтана. Незиниот женски роман со машка енергија не остава пустош како небесниот ветер, туку исполнува празнината на читачот, затоа што животот се поли целосно токму во празнината. Поетеса, писателка, антрополог, преведувач, полиглот, патувач и жител на светот. Ке дипломира италијански јазик и компаративна книжевност со француски јазик, ке магистрира во рамките на Еразмус со магистарска теза за италијанскиот сестрен уметник Пазолини, ке докторира антропологија на 3 универзитети Еберхард, Бергамо и Сорбона. Предава на Меѓународниот универзитет Шилер. Преведувана, читана, ангажирана, наградувана и вреднувана ширум светот. Светска, а наша. Добре дојде за Наташа Сарџовска. Благодарам што сум тука. Благодарам за вниманието и убавите зборови. Првите 20 страници, како ги читав да ми бевте во близина, ќе ви ја бакне в раката. Сериозно добар постмодернистички роман, доминантни женски ликови, Алма Алба и Ирина. Цвето тројство можеби во секоја од нас се крие по нека светлина, бели мугри и Dark Side of the Moon. Како почна? Убаво забележувате дека можеби сите овие 3 жени постојат во секоја жена и сакав преку еден процес на stream of consciousness да ги разделам, да ги разграничам тие ликови. Ирина можеби не толку колку што Алма и Алба се еден вид на двојнички. Инспирирана секако од француската книжевност, спомнувате Јуж Сенарно, секако и Маргарет Дира. И многу ме освои, еднаш бев многу мала, гледав еден филм на Кишловски, Двојниот живот на Вероника. Кога се запознаваат двете двојнички сосема случајно. И сакав да напишам роман за една богата француска буржујка која што работи во Обединетите нации и која што живее, за разлика од предрасудите ние што ги имаме за Европа, живее многу празен, монотон, духовно сиромашен и оскуден живот, кој што се граничи со двоен живот, или оди во проституција, ноќна, сексуални авантури и така натаму. Кој што во еден момент се среќава со Алба, тоа е просечна сиромашна македонка која што ја промашила својата професија и која што работи за некакви странски експерти, чисто колку да преживее, како што и многу надарени и квалификувани македонци мора да работат. Нивната средба е иницијациска, тие ги осознаваат ветровито, длабочините на нивните личности и празнините во нивните. И празнините и токму во Охрид, Годбрав градот Охрид. Да, од Париз до Охрид. Да, затоа што таа парижанка има премногу предрасуди за Македонија, не знани дали има телевизија тука. И кога се среќаваат, мислам дека таа средба им ги менува суштински животите. Поводот за нивната средба е Ирина, која што е жртва на трговија со луѓе, која што е сместена во еден приватен центар за жртви на трговија со луѓе во Скопје, и двете работат на незиниот случај. И тука сакав малку да поиграм и со сите стереотипи што ги има Европа за Балканот, но и со сите илузии што Балканот ги има за Европа. Но во еден миг, како ве читам, ја обично подвлекувам она што мене ме импресионира, цела книга е испочкртана, да знаете, и машките ликови се онака како помошна алатка, бледи ликови, дури таму велите Фауст, збрчканото лице на Фауст наликува на збрчканата Европа и незинот двоен морал, кои буквално само ја доловуваат ситуацијата. Исто така забележав, и тоа е онака, сметам дека со добра порака, дека е многу пострашно од сексуалната проституција, социјалната проституција. Да, Фауст го одбрав како лика парадигма за трговијата не толку со луѓе, колку со души, трговија со соништа. Многу ми беше трагично кога македонскиот народ беше во ситуација да одбере или дали ќе се смени името или не, со надеж дека ќе се влезе во Европска унија, ќе се има бесплатно здравство, бесплатен живот, бесплатно образование и така натаму. И мислам дека таа трговија со соништа, со идеали, со копнежи е многу брутална. И Фауст го одбрав затоа што тој е обвинител, моќник, кој што си игра со соништата за една млада сиромашна девојка. И тоа се случува на многу рамништа. И таа социјална проституција постои кај нас, каде што жените на некаков начин се втурнати во тој амбис, во кој што сакале или не мора да не да го продадат нужно своето тело, но своето верување, своето убедување, својата позиција, дури и да заземат улога на кукавици ако не се.
И тој на едно повисоко равниште исто така и односот Европска Унија Македонија. И тука играв исто така со трговија, со соништа, со празни ветувања, со бесконечни ветувања. А зошто машките ликови се, освен Адел, на крај, неприсутни, затоа што сакав, како што реков, да ги создадам овие двојнички и да создадам еден вид на обратен, на антизаплет, на еден обратен роман. А Адел ми беше многу значен затоа што тој е антином на сето она што го представува Фауст, значи тој е сиромашен, поранешен боксер од Либан. Да, антипод, кој што сака да ја помогне на оваа жена која што се бламира себе, алама во Виена на тој прием, се прави, пие, игра, повраќа и така натаму. И иако не сакав да има нужно хепи енд, сакав да биде тоа малку неотворено, неизвестно и отворено. Да не се дефинира. Да не знаеме како ќе заврши таа, ама сепак сакав да го искористам Адел, за да покажам дека тој допир на две души, тоа ветување за можна љубов, може да го спаси човекот од распад, од декаденција. Велите, смртта настанува во непроменетоста. Една баш филозофска порака која се проткајува во секојдневието, во повторувањето. Помпезни вечери, скапи хотели, меѓутоа празнина. Да, јас сакав да напишам роман за две жени кои што се многу несреќни, кои што се поразени на сите можни рамништа. Тоа не се мајки, тоа не се добри ќерки, не се добри пријателки, не се добри во своите професии. Тоа се жени инструменти, функции. Тие свесно одбираат да не бидат мајки, да не бидат сопруги и така натаму. Но, од друга страна, длабоко во нив, тлее бунт против таа востановена траса по која што сите ние мораме се движиме. Да, тоа е биолошка екзистенција, да бидеме добри ќерки, добри сестри, мајки, сопруги и така натаму. Ако се сеќавате на Бунјуел, убавицата на денот, што прави таа? Да. За работното време излегува од работа за да оди во бордел. Зошто? Затоа што се бунтува против стереотипите и сака да ги промени. И тоа е, мислам, најголемиот предизвик на овој роман. Се бунтувам против екзистенција биолошка во фиоки, затоа што сите ние функционираме како во некакви фиоки, роботи, во класери, фолдери. Тука имаме малку пари за возило, тука имаме малку за шминка, за маникир, за ботокс, за ова, сега посвојуваме деца, правиме инвитро. Значи, целото наше постоење е сведено на некаква, како да кажам, центрифугална машинерија. Повторливост рутинска. Да, тоа сакав да го покажам зошто. И тоа е причината зашто овие два лика во еден момент прават радикална промена во нивниот живот, особено Алма или Кастанеда вели единствен начин да станеме слободни да изгубиме се, и таа решава да изгуби се за да освои неизвестност, а слободата е застрашувачка и опасна токму поради тоа, затоа што е неизвестна. Не значи слобода, јас сега се будам и пијам и одам во најскапиот ресторан, тоа не е слобода. Слободата е онтолошка, многу длабока, вртоглава димензија на човечкиот живот. Дури и за успехот, таму во еден момент велите дека потрагата и потребата за тој успех не прави несреќни. Да, особено западната цивилизација. Од деца сме научени, јас се сеќавам колку плачев кога добив двојка по математика. И се сеќавам колку беа лути моите родители, тогаш ги мразев, но сега од оваа перспектива разбирам зашто биле лути, веројатно затоа што били сплашени дека тоа ќе ме одведе во некаков неуспех во животот. Но мислам дека тој притисок што општеството го има врз нас, да бидеме секогаш најдобри, да брилираме, да бидеме амбициозни, успешни, тоа создава голема, не би рекла фрустрација, не бега животот така. Како вели Џон Ленон, животот е сето она што се случува додека ние го планираме животот. И на тој начин сакав малку да дадам на крајот една не рамност, туку мазност, неколку пати алудирам на концептот на мазност. Еден спокој, една ведрина, едно ништо не случување, екзистенцијално, буквално како во романите, како во книгите на Сартер и Бовар, за да покажам дека во рете и кога ќе се промаши нешто, во рете и кога ќе доживееме пораз. И затоа правам алузија на Икар, затоа што велам тоа не е падот на Икар, тоа е крајот на неговиот успех. Крајот на успехот, така е. Така што тој го доживел успехот кога го допрел. Да, и луѓето особено во портал Моралот на Пикасо во УНЕСКО во Париз,
се долова тој гнев, бес и завист и таа подлост човечка, кога сите му фаќаат цери и се радуваат зашто тој паѓа. А тој не пропаѓа, тој едноставно го доживува крајот на својот климакс. Да, многу е добро филозофски проткаено тоа. Среќа што сте имале двојка математика за да се усовршите во пишувањето златно перосте. Кај вас како функционира тоа? Забележувате ли вие во вашето секојдневие, како ете сепак сте успешна во полето на литературата, таа завидливост, тоа двојно лицемерие? Дали сте го почувствували? Да, не ми се допаѓа во македонската книжевна сцена една тенденција кон трибализам, создавање така наречени книжевни секти, паракнижевни формации, фаворитизам, клиентелизам, мислење на награди, услуги и така натаму. И се сеќавам еден прекрасен есеј на Роберто Хуарос, кој што вели дека не значи дека ако сме писатели треба да се дружиме. Тој против тие паракнижевни формации, дури против книжевната критика. А секако дека сум го доживела тука, особено кога се врати во Македонија после 12 години живот во Европа, се сеќам дека пиевме пиво со покојниот Горан Стефановски во Джубокс и тој ми го раскажа, не знам дали ке Кундера, не се сеќам точно, како го толкува Кундера враќањето на Одисеј и како кога доаѓа дома сите му велат види какви риби фатив. И јас тоа го доживеав. И тоа го напишавте тука еден момент го има за Одисеја дека тој всушност патува за да се врати. Затоа се враќа за да може повторно да отпатува. Да, дека животот е цикличен. Нема никој не оди не се враќа. Мене ми се многу смешни кога ќе дојдам тука и се врати од Германија. Па не беше таму за стално. Мислам, тоа се мојот живот е тука. Јас сега утре да отидам и во село Рача во Охрид, каде што чисто одам. Мојот живот е тој. Не ми треба да бидам во Берлин за да се чувствувам. Ролан Барт, например, во својата биографија вели дека не сакам да пишувам во Париз, сакам да пишувам во некое село тамо во Прованса. Но тука ми пречи и секогаш кога се враќам го имам тој културен шок на враќањето, таа буржуаска перцепција на различноста, тоа како да кажам грчевито закачување за стереотипи, за патерни, за матрици на однесување на живење. Некако немање храброст, една летаргија која што се вкоренува па дури би рекла се вкоренува дури до степен на подкупливост. Луѓето се спремни тука да се продадат себе своите соништа само за да бидат дел од некаква квази приказна која ни сервира Европска Да, од некаква точно, да. Европа, сте го почувствувале тоа и тоа е забележливо. Ние не можеме да ја еуфорични сме во тој пат кон Европа. А вие како европјанин кој веќе нели долги години живее, сте го почувствувале тој двоен морал и лицемерие? Во Европа или кај нас? Во Европа. Во известни држави, да, особено во држави кои што имале долго колониалистичко минато како Франција и Шпанија, кај нив постои таа Пиер Нора го нарекува селективна меморија. Например, кога зборувате со французите, имате впечаток дека не се свесни што направиле во Алжир, или со шпанците кога зборувате, имате впечаток дека шпанскиот јазик што се говори во Латинска Америка не е шпански, дека вистинскиот шпански е шпанскиот. Од тие држави етноцентризмот е многу нагласен до степен на, особено во Франција тоа го забележав, до степен на сегрегација. Немаат можност да ги асимилираат другите култури. Има во Париз цели предградија каде што живеат арапи или црнци, каде што ни полицијата, ни комуналната хигиена не поминува. Не сегмент со арапинот во возот, во метрото, кој ќе ја пукне и ќе ја удри. Тоа е нешто доживеано, преживеано или дел од вашата мечта? Сте виделе таков брутален момент? Сума била сведок на една ситуација во метро, конфликтна меѓу французинка и мислам дека тоа беше арапин, бидејќи не можеше да биде никој друг, според барем физиономијата. Бојата на кожата е. И физиономијата, и нели тие биометриски одлики. Што се случува во француското општество е еден, како да кажам, парадокс. Сега се французите оние кои што се многу повеќе загрозени на улица отколку самите арапи. Дежаву малцинството, нешто и слично и кај нас се случува. Да, малцинството се одмаздува. Да. И ние мораме да мучиме, тоа се случува и кај нас, мораме да мучиме за некакви наметнати догми, само поради тоа што ни е страв дека ќе бидеме, не знам, ксенофоби или дека ги мразиме албанците или дека... Но секогаш малцинствата се бунтуваат и се многу повеќе одмаздолюбиви отколку мнозинството. И тоа во Франција сум го почувствувала, например, има случајно да ме турне пред такси
се гледа дека не е французинка само затоа што таа е со дете или пилјар во еден арапски квар да ме избрка затоа што сум го допрела. Значи тој вид на, како да кажам, нивниот бунт повеќе се усмирува кон други мигранти отколку кон самите французи. Но долго време биле потиснувани и под репресија во француското општество, што сега се бунтуваат со агресија. Опасно е да се има убавтен со порцеланска кожа. Нешто што им... Париз е сепак, мислам, прекрасен град, не велам не, ама има димензии места во градот кои што се многу опасни, каде што подобро да не сте французинки, да не сте бела. Многу баш онака го доживам како рома со палимсести, како да ќе гребнеш и ќе прочиташ под страницата уште нешто, отварате датотеки. Се случува кога читате, значи еден поем како смрт, па за смртта 2-3 страници, онака добро, баш онака достоен за анализа. Секој ден треба да се бруси како скапоцен камен. Не е доволно да се нацрта само линија, потребно е делкање, длабење под притисокот и со тегова. Длабинско резбање на торзото, итно сечање и отстранување на дивото место од скулптурата на биологијата. Затоа што ние во животот многу пати се раѓаме и многу пати умираме. Уау, ме трогна. Јас сакав да се Ова сакав да за се крај. изборам против површноста на многу контрадикторен и радикален начин. Таа површност ми пречи и на секој начин се обидувам во овој роман да ја оттиснам, да ја отргнам. И можеби оттамо доаѓа тоа, нели, на моменти сечење, делкање, повторување, да. Пишувањето ви е како дубарец, што би кажале, и малку се 15 минути за да можеме да го исцрпиме она што сте го напишале. Јас сум срекна што има Македонија ваква една писателка и ви благодарам што бевте дел од подкастот Мирисот на книгата. Јас ви благодарам, ми беше чест и задоволство. Затоа читајте нештата да имаат употреблива вредност. Страница МК.